Dobro večer ili dobra noć i ljubav сон, драги приятели. Вечерва или поточно ноќеска кажано, почувствував дека оставав недокажен во претходната моја анализа. Затоа, насловот на анализа, кој што гледате, дали на Путин крайна цел му е јаска. Ја како аналитичар, образован, значи, ако добро паметам, директорот на Југословенски суд за анализација, доктор Здравко Лековиќ, кој ни предаваше аналитика, ни велеше вака. За да бидете добри аналитичари, треба да ја познавате добро социјалната историја, ја она кој пошуира, да ја истражувате. И глобалната историја на околу 500 години уназад. Тука не се мисли на сите земи, нормално на главните актери кои се на глобалната сцена. И од таа причина го стави во овој наслов, бидејќи е солидно познал и американската и руската историја, нормално и на соседите, албанската, албанската, српската, бугарската, не толку, како и грчката. Значи, не случайно го ставив насловот дали крајна цел на Путин е јаска. Зошто е ова? Многу од вас може би не знаат дека Америка е составена од купување на држави. Мексико, ако не се лажам, Тексас купен од Мексико. Тука има Шпанија и Португалија продавано држави. И интересна работа кога се гласа во Соединетите американски држави денешни, кој јазик да биде службен, за многу мал процент победува англискиот над германскиот јазик, ако не се знае. Но ова е како мал повед во темата што почнам да ја кажам. Инаку, председател на Руската федерација Владимир Путин го следа многу одамна, имаме неговата натална карта, значи уште пред да биде избран за председател на СССР. Тогаш се на Руската федерација, бидејќи тоа беше СССР беше Истока Југославија распадната. Него прво го поставува за заменик градоначалник на Санкт Петербург, потоа за градоначалник, и 98, ако не се лажам, поставен за премиер на Руската федерација, на нова година, 99-та, 1990-та нормално, кон 2000-та, новогодишно враќање Борис Јелцин, Сукоц го назначува за председател на Руската федерација. Но он претходно ја основа партијата Единствена Русија, на која нормално ги доби изборите. Инаку интересно е за него, рекол го следам одамна, и во многу прилики кажам, не е исклучено да го имам сретнато некаде 1987, кога автосоп бев за Шведска, преку еден колега, преку Источна Германија, Чешка, и мислам дека во Дрезден го сретнам, тоа беше, но не може 100% тврдам, не искам се тоа зборам, значи не е тема на ово моје видеообраќање. Значи, Путин беше криен од страните служби, он беше само 160 раковито на лесвица за да не биде корумпиран. И кога дојде на власт, 2000 година званично, значи не како биде, не како председател, он првото што прави? Го враќа долгот кон Парискиот клуб, кон МОМФ, уште тогаш доби податоци за неговата натална карта и пред тоа има некој, видел дека Путин со светот ќе владее економски. И моите анализи до сегашни работи укажуваат на тоа. Зошто го укажуваат? Прво, Русија е земја
koje samo degeneriцијатички може не со санкции да за било што бидејќи она поседува скоро 2/3 од светските природни ресурси. Обарт и други не случајно кажа дека природните ресурси на Русија не припаѓаат само на нив. Значи, крајна цел секојаш било распад на Русија. Русија, например, Првата светска војна не ја загуби. И 1917 она беше принудена да иде од војната, зашто тогаш евреинот, Ленин, кој намерно го погребуват, дојде, инаку британски шпион, дојде со блиндиран воз преко Германија во Русија. Прво почнува Припровската, после Октомврската револуција. Интересна работа за Октомврската револуција, јас сметам дека од 70% се евреи, но биле 97 во президиумот на Октомврската револуција. Инаку, како евреин, што прави Ленин? Он добас го дава на Украина и Украина внесува пропад како држава, напред никош не било. И е стал меѓу 10 подписници на формирање на СССР. А понатаму Хрушчов, кој дојде 56 или 57, не ми држите збор, он Крим го подарува на Украина. Значи, тоа се се руски територии. И во моментот видео ви кажав дека Русија не почнала да се гради од Москва, туку од Киев. Затоа Киев го сметаат за татко на руските градови. И што е тука интересно? Ја во минатото видео го спомнав Ротшилд и Рокфелер, значи еврејското лоби. Они го финансираат Наполеон Бонапарта, кој влегува преко Украина и напаѓа царска Русија. Но маршал Томов, не ми дали се збор како се викаше, се враќа и влегува во Париз, но не е Варнавски, не го пали Париз. А има дека Русија и сами ја запалија Москва, на производство, бидејќи Москва во тоа време била повеќе дрвена градба, за да производство влезат во празна Москва. Значи, ова е само како повед. Исто така, вториот обид за освојање на Русија од еврејското лобие, Хитлер, кој исто така иде преку Украина. И Путин се тоа знаејќи го, дека се подготвува и трет обид, знае дека по Кучман, кога заменува од власт во Украина со Мајдан, кога режира САД, на сценариот го поставува Владимир Путин, заедно со Меркел, со која се знаат од Дрезден. Имаше афера, не секам за тоа зборам сега, не знам колку се точни, за тоа. Што значи, Меркел и Путин го подготвуваат сценариото, Меркел му помага на Путин, праќајќи го еден од браќата, дали Витали или Владимир Кличко, Гимбешак и просите, да го организира народ. Значи, за Мајдан или за Мусари, било каде револуција изведете, дали шарена, бојна, како сакате кажете, треба некоја позната или харизматична личност да го крени народ. Они му беќа на Кличков дека ќе биде председател, но стана само началник на Киев. Путин знаеше дека Порошенко беше кандидат евреи, се разбереме, но не идеше многу далеко, бидејќи неговите фабрики и чоколади се продава во Русија. Имаше само пределе. Но со доаѓањето на Володимир Зеленски, Западот почна, значи, и од 2014 да наружува да подготви Украина, но тука пак еден чекор, Путин беше пред нив, Володимир Зеленски му помогна да стана председател на Русија. Поточно со руските градови од источна Украина, особено од Донбас, тоа е двете републики Донецк и Луганск, Харков, Одеса, Николаев,
Това са руския говорно подрачи, къде мнозинско население е руско. И нормално. И минато ви реком neko, ако нещо ви бара, освари ви даде, трябва да го вратите или да платите сметка. И да мисля дека ќе влезете некаде во кафана и кој ќе час, не, на друг начин ќе платите. Така да Зеленски и Сирски се луѓе на пути. Ја немам аргументи, да кажеме, правници човекот корпус далеки, но негови луѓе се. Сирски е роден во Русија, мајка му, татко му и брат му стану. Само еднашка Медведев го искара, така малку провидно или проформа, поточно кажано. Па гледате само во курс што се случува, оние елитни единици ги тргат од Донбас и Донецк, за да полесно напредуваат трупите руски и влегуваат во Курска област, што е нонсенс. И тука пазите ги преќат на елитните единици и странците, а тому дава врзани реакции на господин Владимир Путин, кој да делува понатаму. Значи септември и октомври, кој што рекол во неговите визии, ќе бидат опасни и за Украина и за Израел. Веројатно, затоа рекол карамбол ќе се одвива истовремено. Израел посебно нема да постои. Ова е војна не меѓу Русија и Украина, да се разбереме, не меѓу Русија и САД, не меѓу Русија и НАТО, ова е војна помеѓу Русија и еврејското лоби. Америка, велеве, американците ни прават, не. Позаднje в еврејското лоби, бидејќи воде со Америка и федералните државни резерви. Еве, например, Кенеди е убиен поради две изјави. Една беше, сакаше да ги врати федералните резерви на САД, кои ги викат инако ФЕД, под државна капа, и втората беше, бараше и Палестина да се признае како држава. Тоа е еврејското лоби, не му прости. Во слична работа ќе паднеше и Трамп, но Трамп го спаси тоа што неговата ќерка Ивана, мислам се вика, е мажена за влијателен евреј. И да се избави од тоа, Трамп на евреите, или поточно на еврејското лоби, мило и врати што вика цевите, мило за драго. Што направи? Евреите во тој момент мислеа дека страшна работа. Не. Он, амбасадата од Тел Авив, ја пресили во Иерусалим. Тоа беше иницијална каписа да почнат судирот во Израел. Во минатото видео направи лапсус, мислам 7 октомври, кажав 7 септември, че на 7 октомври се проба железната купола која правена заедно со САД, дали може да се проби, се проби. Тогаш Израел имаше над 3000 жртви. Сега Иран чека знак и да ќе биде избришан, бидејќи САД во моментот ни само финансиски, ни си пак економски. Само за пример да кажам, Бајден, кој има исто еврејско потекло, ама не овој Бајден, ова е глумец за мене. За мене Бајден почнем скоро пред 2 години. И од тие причини го тргна од... Тоа е моја анализа, не може да тврдам, немам корпус директно да се разбереме. Од председателската трка меѓу него Харис Камала. Зашто го вело нова? Може би години и под најмалку, ако не и 2, Бајден го нема видено со неговата сопруга. Пред тоа истата му ги покажуваше кај да оди што да прави. А кај нас сум, дете родено село, остварено слушано, кога луѓе почнуваат да ги исполнуваат починаци, да борат со нив, тоа е еден чекор пред заминување од овој свет. Он разговараше со починациот син и со починациот мајка. Но да не ја доважам многу оваа анализа, значи по завршувањето на ова, сега дали ќе биде пред изборите или по изборите, во САД престои распад или граѓанска војна, не е случајно и нуклеарката да го предизвика,
но няма та Русија да отворли, иако може Америка да одговори. Русија за себе има добри сојузници во моментот, тоа е Кина, но джокерот на Путин е лидерот на Северна Кореја, Ким. Инако, кој што реков, Руската Федерација им помогне на Кина и на Иран да дојдат до хиперсонично оружје, иначе хиперсонично македонски кажам, тоа е надзвучно оружје, ракети мислам. Тоа го има поставено и на нуклеарните глави. Тука Искандер и така натаму, да не ви ги редам. Имаат најдобри ПВО системи, тоа е С-500, покојно Жириновски збореше дека имаат и С-700, и некој С-500 може да рушат сателити. И тоа работа. У Русија, особено во Москва, на поголемите згради имат поставено ПВО системи. Значи Москва и индустријските центри, главните центри Русија се заштитени. Са, не знам колку можат да предизвикат, но демократите може да идат до крај и поточно еврејското овој. А зашто и инаку на Русија, нити на Кина и одговара нуклеарна војна со САД. Зашто не? Меѓу одговара граѓанска војна и распад на САД на повеќе држави. Оно што го подоцнува на Русија. Веќе полесно да разговараш со една држава колку со куп. Значи, не случајно, ја кажав, во многу моја анализи, ако ме следете, и многу пати кажам, кој сака да ме следе, може да притисне на копчето subscribe, ако му се, што значи претплати се, и ако му се допаѓа, не да стави лайк, но ништо не е морало. Јас се трудам секој да бидам објективен, бидејќи во животот не сум припајал. Мислам, не сум партиска книжка, и секој што ми објективен, луѓето не ме сакат, бидејќи немам влакно на јазикот, кажам оно што го мислам. Нормално со аргументи. Значи, по завршувањето, ја очекувам распад на САД, но не исклучено, распад во предизвика е некоја нуклеарка, но не од Русија. А Русија, а САД не може да му одговори, например, ако Ким испали ракета на САД, нуклеарка. Ќе прошувате зашто. Во Корејската војна, мислам дека од 54 до 56 година, се водеше меѓу Јужна и Северна Кореја, а русите им помага на Северна Кореја. Они ја ослободија и помогна да се ослободи 45 од Јапонското царство, додека американци и британци беа на Јужна Кореја. И иначе крониметар ми дали се збор, на американскиот генерал кој вели бара на Северна Кореја да ги фрлиме атомска бомба као на Јапонија, пардон, но не ми дозволија. Значи, од тогаш Северна Кореја гради подземни или атомски склоништа или засолница, поточно кажам на македонски. Одак сум србен, просијам ако некој србен да кажа. И они која првата бомба не беше нуклеарка беше, но беше хидрогенска бомба, ја пробаа подземја, за да не можат американци со сателити да измерат јачината, а сруши планина. Од тогаш наваму Ким скоро секоја година по 5 до 6 пати прави проби. И во моментот стратешко партнерство Русија има со Иран и со интересно со Северна Кореја, а на стратешко партнерство со Кина може би нема, немам сетно дека има партнерство на економска и војна соработка, но не и стратешко. Значи, ако се нападне Иран, и Северна Кореја се која се нападне на Русија. Тоа работа. Ако Северна Кореја фрли, не да може нуклеарка на САД, САД би опасно да ја врати. Зашто? Северна Кореја се граничи со Русија. Значи, автоматски Русија ќе одговори, бидејќи атомска бомба или нуклеарка, ако сакате кажете, ќе влие и врз населението во Русија. Но, значи, не е крајна цел на Путин
vraća и на руските. Он то ќе го направи. На крајот и самиот Киев ќе побара да биде повторно дел од Руската федерација. Но крајната цел на Путин е да исправи една историска грешка, која сад ја направи, тогаш царска Русија, бидејќи Ајаска и беше далеку, ја продала на Америка за некако 10 милиона долара, меѓу 8 и 10 и 9,1, нема да се збор, но парите никогаш или продот не стаса во Русија. И затоа Русија се уште си ја смета Ајаска за нивна територија. А на Ајаска се природни ресурси кои моментално Америка најмногу има. Тука и нафта, злато, со да не ви ги редам. Значи, предстои интересен период, затоа реков во почетокот на текстот и сега, дека крајната цел на Путин е враќање на Ајаска. Значи, на сите историски земји на Русија. Или како не ви е полното, но Ајаска ден денеска има руски населби и рускиот јазик се користи, чак и уште од тоа време, чао што се палило тие невите чајници, невите се барадоре, како се вика. Значи, ја многу пати имам кажано една работа. Прва поголема партија во Македонија, тука мислам на СДСМ и на ВМРО, која ќе се вроди со Русија, таа ќе владее најмалку 20 до 50 години нареди. Зошто го велам тоа? Прво, Русија држи 2/3 од светските природни богатства. Економски е надмина Германија. Значи, Путин ја препороди Русија да се умруси, би му кажал во овој момент, спасиба или благодари Путин, или они што викаат ура Путин. Јас сум македонец, а русите ги сметам за македонци. Зошто? Многу мина од вас не знаат, или не слушнале, дека Александар Македонски отишол само до Индија, он отишол до Урал. Во Московската библиотека од 7 век има книга која вели дека московјаните тогаш се нарекувале како потомци на Александар Македонски. Погледнете го рускиот јазик и македонскиот, и рускиот и српскиот. Видите дека многу зборови руски и македонски се исти. Посебно истичен дел, кај што сум роден, инаку по татко сум решенец, по мајка откочени поточно зроци, таму сум роден. Зубово нешто викаат красиво, ја се кеме бабе, јадењето е многу красиво. Или то муме е многу красиво, убаво. А русите исто викаат красиво, красавица. Например, србите викаат идем куќи. Ние викаме си одам дома, руси исто викаат дома. И не е случајно Путин даде две изјави. Дека писменоста во Русија дојде од македонските земји, не од македонските земји. Значи, што сака да каже? Дека повторно ќе исправи. Зошто? Сака да исправи грешката на царска Русија со Сан Стефанска Бугарија. Знаејќи дека која држи Македонија, држи и Европа. Зошто? Ја ви тврдам оно што многу пати кажав, ја истражав парк силоват и се уште. Тоа веќе нема правам составен проекции. Еден ден, тоа го ја видено моја визија се, ќе биде руска поморска база, бидејќи на Русија треба топло море, а Криволок, кој беше тет полигон во Европа, ќе биде руски воен база, да не кажам полигон. И благодарението руската мечка или шепа, што викаат србите, што ја стави раката на Македонија, постоје. Многу викаат 2001 од Украина набави. Не. Точно е дека од Украина се набави, ама сами на Русија. Русија тогаш не смееше да ни продаде или даде оружје, но затоа и нареди на Украина без пари да ни го даде, за да ни помогне. Бидејќи оној 99-та не беше подготвена за војна страна. За разлика од сега што е подготвена, а НАТО не е подготвена со војна страна. Радијќи престонично оружје и плюс Русија поседува најмногу нуклеарни глави.
Драги пратим, ако одолжи го видео, ама доволно е, постави ми нещо и да следната моја видеоанализа. Ви посакувам добра ноќ, убав сон, оние ако некој ги разбие, нека ми просте. Со Бога, потоа со Создател и со Македонија напред. А товариш Путин, македонците благодарат што не заштити и се уште. Ја ви требам со глава, дека ако не беше Русија и руската заштита, Македонија немаше да постои. Затоа и албанското лоби и сите се против Русија. Но не треба да заборавате една работа, дека Путин и Русија не заборавија дека за време на Втората светска војна од Албанија имаше дивизија през Сталинград, исто од Босна Хаџар дивизија беше, од Албанија, како се викаше овој, а Галиција беше од Украина, од Грција исто имаше дивизија. Од Албанија беше Скендербег дивизијата и кога започна војниот конфликт во Украина, имаше албанци, Русија тоа не го заборава, така да им препорачувам многу да не креват глава, пријателски. Мислам, не е злонамерно. Инаку муслиманите и православците имат склучен сојуз против сионистичкиот режим во Израел. Инаку кој ќе кажат антисемитизам, не е антисемитизам ако збориш против Израел, бидејќи антисемитизам или семитски, тоа се арапите или арапскиот народ, а и евреите припаѓаат на тие, исто и као малтежаните. Драги пријатели, уште еднаш добра ноќ, убав сон, со Создател напред и Македонија пред се, било што да сме. Сите сме македонци што живееме во Македонија. Потоа може да бидеме и албанци, и власти, што сега. Добар сон.